Дама во вистинска смисла на зборот, со моќен вокал. Ги отпеа хитовите Мачка со 9 животи, Сонам, Дај ми да заспијам. Блесна на македонската музичка сцена, но и се повлече набрзо од неа, но не за секогаш, зашто остана со музиката. Денеска член на хорот на Македонската опера и балет. Добро утро во понеделничката утринска дружба и посакувам на Маја Гроздановска-Панчева. Добро утро и мора да кажам, прекрасна најава. Одамна не сум слушнала волку убави зборови за себе. Поздрав до сите гледачи на вашата емисија и мора искрено да кажам дека ми е посебно драго што после не знам колку години сум повторно во мојата матична куќа, како што од секогаш велев, Македонска радиотелевизија. Маја, како е овој понеделник на стартот на новата работна недела? Овде сме на ваш терен, да речем. На мој терен, баш така. Како, значи, како и секој понеделник. Значи, деновите, кога ви се исполнети со нешто што го работите од љубов, на вистина, не само деновите, туку и неделите минуваат многу брзо. Еве, како и секој понеделник, така и овој, спремна за работа, за она што следи на репертоарот на Македонската опера и балет и се чувствувам одлично, посебно покрај вас. Спремајќи се за овој разговор, најдов на една ваша изјава што ми остави убав печаток. Велите, музиката е безвременска љубов и никогаш не е доцна за песна. Се повлековте, но не излеговте од музиката. Ви недостасува естрадата или веќе пативте некое темпо во хорот? Веќе скоро повеќе од 10 години, значи го држам добро тоа темпо во хорот во опера. Мора да кажам дека некако музиката е од сите страни присутна кај мене. Не само во операта, еве во одреден предизвесен период се случија многу настапи со моја драга колешка која што исто така е член во операта, значи Лидија Кочовска. Значи подолго време имавме свирки, значи ноќни гостувања на некои приватни забави, кафичи и така натаму. Така да направив една голема пауза, па можеби со тие свирки, ноќни гостувања повеќе од 5 години, но значи кога е музиката тука, кога е присутна во човекот, значи било каква пригода да се створи, јас сум секогаш спремна да запеам било каков репертоар, што би кажала, и забавен и оној кој што го пеам тука во операта. Доколку се навратиме на тие убави времиња, јас споменав некои од хитовите што ги отпеавте, Мачка со 9 животи, Сонам, Дај ми да заспијам. Сепак, која е песната што стави печат на вашата кариера? Вака, има многу песни кои што лично мене ми се допаѓаат, а и на повеќето луѓе кои што искомуницирале со мене и тоа сум го видела на моите живи настапи, кога имало побарувачка нели од мои песни, иако ретко се случува да пеам своји песни. Мислам дека Мачка со 9 животи е песна која што така некако има печат во мојата кариера. Зошто? Затоа што беше прва песна која што излезе со спот кој што беше многу интересен, невообичаен за мојот карактер, каде што се препуштив тотално на режисерот и сценографот да има тотална промена на моето лице и буквално тие 3 минути и неколку секунди да одглумам во тој спот. Некако луѓето се врзаа како и самите го создадоа тој печат во мојата кариера, иако ќе кажам дека јас Дај ми да заспијам ми е многу умилена песна, Сакај ме ти, која што ја пеев на Макфест 1997 година. Заборави на се, така да има многу кои што би ги вбројала така како печат. Но Мачка со 9 животи, можеби поради спотот е така некако почеток не почеток на мојата кариера, затоа што нели јас и претходно бев доста присутни, ќе кажам еве печат на почетокот на мојот сопруг Дарко Панчев. Ете така. Да се вратиме сега на она на што сте ангажирани во моментот. Сега сте член на хорот на Македонската опера и балет.
Какво е чувството кога се качувате на сцена со своите колеги? Тука сме една прекрасна група на луѓе. Јас од секогаш велам колективната работа е прекрасна работа. Уште поубаво кога работите со луѓе кои што ги познавате подолго време и на сцената некако се чувствуваш многу посигурен. Може би поради самото тоа што не си сам. Кога си сам треба да размислуваш буквално на све, дека се сите фокусирани на тебе. А тука сме повеќето и може би поради тоа е многу полесно кога се настапува секаде, но ќе кажам дека тремата е присутна кај мене секогаш. Имате време за дружба со пријателите, со колегите, зашто знаеме дека семејството е секогаш на прво место, семејството е приоритет. Така, дружбата постоела и ќе постои, верувам и понатаму, така да кој сака секогаш наоѓа време за дружење со своите колеги. Мајка на Надица и на Марија, сопруга на златната копачка на македонскиот фудбал, кобрата Дарко Панчев. Дали тие ви се можеби ветар во грб? Па може да се каже да. Да, поддршката е обострана, што е многу битно, веќе порасна, веќе се девојки со кои што може на вистина да се разговара на сериозни теми и на вистина поддршка и подвиг во животот да се работи све што се сака и како што велам, животот многу се учи од нив. Ако се помали, многу јас сега учам од нив како треба, затоа што верувајте сега денешниве млади се многу поразлично растат за разлика од тоа како сме растеле ние. Учам од нив, навистина ми се ветар во грб, исто така би го споменала и Даре, кој што покрај својата слава што ја постигнал во животот е премногу скромен и тука некако сме си комплетни, си се наоѓаме и сите сме си поддршка заедничка. Маја успешна сопруга и мајка, Маја естрадна звезда, но која е Маја надвор од сцената, надвор од операта? Има хоби, сака спорт, сака да прочита книга и каква музика слуша Маја? А вака сега да ви кажам, значи сакам секаков жар на музика, на вистина. Може би джез, многу, еве, искрено ќе кажам, не обожувам толку многу, инаку сакам секаков друг тип на музика, па дури некогаш се случува и народно, Даре да ми запее, да запееме заедно и да си послушаме заедно. Која сум, значи, едноставна и сега е малце неблагодарно да зборувам за себе, но многу едноставна личност сум јас. Мислам, како што сум и на работа, и на сцена, јас сум таква и во природа. Што да очекуваме од вас наскоро, Маја? Кои се плановите? Тоа ми е прашање кое што секогаш кога ќе ми го поставеа, значи сум била на вистина голема лажга, затоа што секогаш велев, готово за неколку месеци нова песна, но нели текот на животот како не води, така и ние функционираме со него, тоа што ни е приоритет, нели? Внимаваме повеќе на тоа, значи не можам да кажам дека не сакам да направам можеби некоја нова песна, некој сингл. Така да све во свое време, доколку се случи некој убав текст, убава песна, јас сум тука секогаш да ја запеам. Сега сум присутна нели тука во операта со безброј представи убави. Доколку постои добра песна, јас сум тука да ја запеам. Бидејќи ова утринска програма, како стартува денот за вас? Јас сум ранобудник, значи станувам некаде 5-6 часот наутро. 2 до 3 пати во неделата вежбам наутро јога. Тоа е, ќе си ја поздравам Моника, тоа е девојката која што веќе со години работи ми индивидуални часови. Значи е прекрасен човек и мислам дека е работа која што навистина многу ми помага за функционирање во текот на денот и општо во животот. Обврски, прво се договараме дома како што следи, дали треба нешто да се помогне на децата или они самите да си ги завршат обврските, но јас околу баш домашните обврски и следно што следи е одењето на работа.
Маја, посакувам успех да ве следи на секој ваш чекор и голема благодарност што ова утро бевте гостинка на Македонија Now. Ви благодарам многу, уште еднаш поздрав до сите ваши гледачи и верувајте ми дека задоволството е многу големо. Ви благодарам многу.